Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате. Сезоната на грип и настинки во ек на ковид пандемија го зголеми интересот за тестирање кај граѓаните на Гостивар. Речиси секој што ќе пројави одредени симптоми бара да направи тест за коронавирус. Се реновира објектот на детската градинка кај спортски центар. Ќе се изврши целосна реконструкција на внатрешноста. Во Гостивар официјално пуштен во употреба Центар за поддршка на млади предприемачи и оние што работат од далечина. Целта е младите да се мотивираат да направат чекор напред во својата професионална кариера. Сезоната на грип и настинки во ек на ковид пандемија го зголеми интересот за тестирање кај граѓаните на Гостивар. Речиси секој што ќе пројави одредени симптоми како покачена температура, болно грло и слично бара да направи тест за коронавирус. Во Гостивар се бара ковид тест повеќе. Симптомите на сезонскиот грип и настинките се слични со оние на коронавирусот, па граѓаните кои добиваат покачена температура, болно грло, малаксаност и слично, сакаат да се осигурат за диагнозата преку тестирање. Изминатиот период епидемиолошката служба земаше и до 90 брисеви дневно. Во лабораторијата пак на здравствениот дом во Гостивар за еден ден се прават од 25 до 30 брзи антигенски тестови. Иако закажувањето мора да оди преку матичните лекари, некои граѓани само иницијативно директно доаѓаат во лабораторијата и бараат да се тестираат. Често е проблемот што луѓето само иницијативно доаѓаат да го обават тестирањето со брзиот антигенски тест, меѓутоа не е воопшто можно тоа да се изведе, не е комерцијализиран, дури бараат и приватно тоа да се исплати, меѓутоа системот, мој термин е со закажување, е со лимитирана бројка, така да само после посета на матичен лекар ќе можеме да го тестираме веќе пациентот со соодветен симптом. Во однос на брзите тестови, матичните лекари може да ги закажат само доколку пациентот го исполнува алгоритмот, односно има симптоми на вирусот не повеќе од 5 дена. Досега Гостивар доби 250 брзи тестови. Лекарите сметаат дека се потребни поголем број на тестови за да се опфатат повеќе пациенти со симптоми, со што позитивните навреме ќе се изолираат. Најверојатно ќе има континуитет во доставување на тестови, очигледно, како што ја следиме ситуацијата, ќе има потреба, така да ние во просек по 25 до 30 пациенти во ден ако одржуваме, верувам дека горе-долу ќе помогнеме околу следење на епидемиолошката слика на населението во врска со COVID-19, затоа што веќе и другите наши јавни институции почнаа да воведуваат брзи тестови, веќе и болничка служба за хоспитализираните пациенти веќе и тие имаат своји брзи тестови, така да горе-долу ќе има неколку пункта каде што ќе се изведуваат вакви и слични тестови, за да првично се диагностицира состојбата уште на старт и така. Министерот за здравство Венко Филипче на денешната пресконференција најави дека следната недела низ пунктовите за брзо тестирање ќе се дистрибуираат дополнителни количини антигени тестови. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека врз основа на анализите на бројките и трендовите може да се забележи дека епидемијата со COVID-19 го достигна пикот пред една недела и од тогаш бројките се стабилизираат. Тој рече дека вирусот сигурно ќе опстане, бидејќи е многу широко распространет, но смета дека позитивно е што го нема веќе оној пораст на број на пациенти, ниту огромниот притисок кон болниците како што беше пред неколку недели. Согласно анализата на Институтот за јавно здравје од текот на епидемијата од почетокот на ноември, процентот на позитивни од тестирани генерално се движи помеѓу 36 и 41%. Највисок процент на позитивни од тестирани 47,2 е регистриран на 17 ноември, кога се регистрира и најголем број на нови случаи, 1407, и после тоа бројот на нови случаи постепено и благо опаѓа. Во однос на бројот на нови позитивни случаи по недели, 3 недели во континуитет, евидентираме прилично еднаква бројка, односно 7482, 7367
и 7393, нешто што практично го нотира и Светската здравствена организација, тоа е дека број на нови случаи успорува, практично сме на ниво на едно плато, после период од 2 до 4 недели нагол пораст на бројот на ново диагностицирани пациенти, што е доказ дека практично R0 факторот на преносливост е значајно намален, според нашите пресметки практично единица за последниот период. За жал евидентен е порастот на смртни случаи и на глобално ниво, и кај нас, по недели, од почетокот на месецот 111, 149, 182 и 206. Она што охрабрува е дека расте бројот на оздравени. Во изминатиот период евидентираме високи бројки на оздравени од домашни болничко лекување. Конкретно минатата недела процентот на оздравени во однос на претходната е зголемен за 45%, а трендот на зголемен број на оздравени продолжува и во текот на оваа недела. Просек на хоспитализирани пациенти во изминатите 2 недели е околу 1280, а процентот на хоспитализирани од вкупниот број на случаи е 6,7, практично е во целокупниот овој период многу близу до 7%. Во однос на болничките капацитети, во внатрешноста близу 1000 болнички легла во сите оделенија во трите клинички болници, Битола, Тетово, Штип во останатите општи болници во државата. Се реновира објектот на детската градинка кај спортски центар. При тоа ќе се изврши целосна реконструкција на внатрешноста. Децата од идната пролет ќе имаат многу подобри услови за престој. Објектот на детската градинка Младост од Тетово кај спортскиот центар идната пролет ќе има комплетно нов изглед. Периодов започна активностите за реконструкција на внатрешноста. Ќе се изврши спуштање на плафони, молерисување, менување на врати и под. Неколку време беше најавено дека ќе се започне, но поради ситуацијава со ковидот малку задоцнивме. Во моментот во градинката на спортски центар се спуштаат плафоните кои ни беа многу високи и нормално ни смеќаваја при грејењето. И понатаму ќе има абрип стаено во внатрешните ѕидови на занималните, на ходниците. Ќе се сменат свите врати од занималните и во другите канцеларии, значи во целиот објект. И исто така ќе се санира и ќе се става каде што треба нов паркет, бидејќи не е многу ренуиран. Преку проект на форуми на заедниците ќе се реновираат и санитарните чворови. Од проектот ќе ни се реновираат санитарните чворови, каде што ќе бидат сменети свите плочки во детските санитарни чворови, додека од страна на градинката потоа во истиот проект сме вклучени со менјавање на санитаријата во санитарните чворови. Очекуваме дека негдека до април месец градинкава ќе биде комплетно реновирана. Периодов има услови да се вршат градежни активности, бидејќи има помал број на деца кои престојуваат во објектот. Инаку работата на градинките тече според здравствените протоколи. Во Гостивар денес официјално беше пуштен во употреба Центар за поддршка на млади предприемачи и оние што работат од далечина. Целта е младите да се мотивираат да направат чекор напред во својата професионална кариера. Младите гостиварци кои што сакаат да зачекорат во светот на бизнисот или имаат потреба да работат од далечина, добија модерен и иновативен простор да ги остварат своите цели. Денес во Гостивар официјално беше пуштен во употреба Центар за поддршка на млади предприемачи и за работа од далечина. Центарот е отворен преку проектот Cowork, кој има за цел да ги мотивира младите предприемачи за спроведување на нови креативни идеи. Младите ќе можат да ги користат канцелариите опремени со соодветна IT опрема, интернет и други помагала 24 часа за символична членарина, сума која ќе се користи за покривање на основните трошоци.
Проектот го спроведува организацијата ЈЕП, а финансиски е поддржан од општина Гостивар и спонзори. Практично се работи за една пријатна средина, каде што младите ќе дојдат, место да тие што започнуваат фактички нови бизниси, овие се како инкубатори, економски инкубатори, за да не плаќаат скапа кирија, струја и други трошоци за нивните почетоци на бизнис, може да дојдат тука со мали пари практично да го започнат својот бизнис и ако оди секако што треба, после 3-6 месеци или 12 месеци, ако оди секако што треба, може да одат и во нови, подобри канцеларии. Практично проектот е на овие млади луѓе, креативни луѓе од Гостивар, кои што нашле спонзори и побара одредена скромна помош и од општина Гостивар. Нормално, ние ги поддржавме и ќе продолжиме да поддржуваме вакви добри идеи. Корисници на просторот може да бидат луѓе од различни професии: правници, сметководители, маркетинг менаџери, архитекти, фотографи, консултанти, како и струки кои се тесно поврзани со дигиталните трендови. Секој член ќе има на располагање приватно биро, оптички интернет, сала за состаноци, кујна, личен простор за чување на материјали и друго. Центарот за поддршка на млади предприемачи и луѓе кои работат од далечина е лоциран во објект кај поранешното кино во централното градско подрачје на Гостивар. Во продолжение следуваат деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 81 лице, 50 од Тетово и 31 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 153 лица од Тетово и 130 лица од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени на 1010 лица од Тетово и 890 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера вечер околу 20 часот и 45 минути во непосредна близина на наплатната станица Желино, полициски службеници лишиле од слобода 43 и 33 годишник, двајцата од Тетовско Слатино. Принивени при преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки, пронајден им е кокаин. Двајцата се задржани во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Ноќеска околу 1 часот и 30 минути на регионалниот пат Тетово-Скопје во Групчин бил приведен 21 годишен жител на Тетовски Копачиндол, затоа што при негов и преглед на возилото со тетовски регистарски ознаки кој го управувал, му бил пронајден нож. По целосното документирање на случајот, против него ќе следува поднесок по член 80 од Законот за оружје. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до корисниците на социјални мрежи да се воздржат од злоупотреба на лични податоци. Годинава пријавени се 28 такви случаи. Годинава само од поширокото тетовско подрачје во СВР Тетово пријавени се 28 случаи на злоупотреба на лични податоци. Над половина од нив се заокружени со соодветни поднесоци согласно член 149 од Кривичниот законник, додека расчистувањето на другите е во тек. Претежно станува збор за објавување на фотографии, коментари или видеоклипови со компромитирачка содржина или порака, а што представува кривично дело за кое се предвидени парични или казни затвор од 1 до 3 години. Во овој период исто така евидентирани се и случаи кога злоупотребувачите на своја рака на различни начини успеале да симнат фотографии од друг профил и потоа истите да ги злоупотребат без знаење и согласност од оние на кои им припаѓале тие фотографии. Секторот за внатрешни работи Тетово со апел до корисниците на социјални мрежи да се воздржат од вакви злоупотреби, зашто во спротивно ќе се соочат со законски предвидените санкции. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски на пресконференцијата го представи предлог буџетот на МВР за 2021 година. Парите, вели министерот Спасовски, ќе бидат наменети за да се продолжи со реконструкција на објектите на МВР кои имаат потреба од тоа, да се обезбедат достојни услови за полицајците кои секогаш се сервис на граѓаните. Континуирано системско реформирање на полицијата, преку етаблирање на принципите на владењето на правото во сферата на безбедноста, како еден од круцијалните фактори за просперитет на државата.
Предлог буџетот на Министерството за внатрешни работи за 2021 година е со вкупна вредност од 10 милиарди 455 милиони и 110 илјади денари. Или е за 312 милиони 452 илјади денари поголем од буџетот за 2020 година, односно е зголемен за 3,08%. При тоа, зголемувањето е обезбедено во ставките кои означуваат реконструкција и изградба на објекти, како и непречена реализација на континуирано обезбедување униформи за полициски службеници, лична заштитна опрема, средства за дезинфекција како одговор на здравствената криза. Сето ова укажува на развојна компонента на буџетот, која е во насока на подобрување на работењето и реализирањето на сите активности што се во надлежност на Министерството, како и непречено функционирање во остварувањето на основните стратешки приоритети и цели согласно стандардите на НАТО и Европската Унија. Преку реализација на вака проектираниот буџет, пред нас се две основни цели. Првата е продолжување на воспоставениот концепт полиција сервис на граѓаните, а продлабочувањето на партнерството меѓу граѓаните и полициските службеници ќе продолжи да произведува уште поефективни резултати за безбедноста и сигурноста во одржувањето на јавниот ред и мир и во заштита на материјалните добра. Како дел од проектите од кои директен бенефит ќе има заедницата е продолжување на проектот за реконструкција и изградба на полициските станици. Утре ќе се одиграат надпреварите од 14-тото коло на втората македонска фудбалска лига. Запад, Тетекс и Дрита за противници ќе ги имаат двете водечки екипи на табелата. Фудбалските второлигаши продолжуваат со забрзаниот ритам на одигрување на надпреварите. Откако во средата Дрита и Тетекс одиграа без голови во дербито на дното на табелата. Утре пред двете екипи се нови предизвици. Тетекс на стадионот во Голема Речица ќе го пречека лидерот на второлигашката табела, екипата на Скопје. Па јас не гледам лидерот воопшто и во Скопје, за мене Скопје не е никаков лидер, Тетекс за Скопје е поим, традиција, фудбал и многу се радам на овој надпревар дека ќе дојде затоа што во Скопје не успеавме да ги реализираме шансите да извојуваме победа со еден удар. Добија 3 бода, се надевам овој пат дека среќата ќе ни се насмее, од шансите што ќе ги имаме ќе поентираме и ќе докажеме дека Скопје е за Тетекс она што е Барселона за Хетафе. Фудбалерите на Дрита ќе имаат тешко гостување во Гостивар против истоимената екипа, која во моментов е на втората позиција на табелата со заостанување од 6 бодови позади лидерот Скопје. Со Гостивар ќе идеме таму да играме фудбал, ќе бидеме задоволни со еден бод ако освоиме, зашто знаеме тие се фаворити за прва лига, добра екипа имат. Ние ќе видиме. За нас секој следен надпревар како финале и сите бодови што ќе ги освоиме не се многу со големо значење се за нас. Треба да бидеме концентрирани до крај на овој есенскиот дел и за пролетниот дел да видиме да направиме некои трансфери, некоја подобра екипа и да се до крај да се бориме за борбата за опстанок. На останатите надпревари од 14-тото коло на втората фудбалска лига Запад се среќаваат Кадино, Вардар Форино, Кораб Велешта и Охрид Лазрими. Сите надпревари се играат утре со почеток во 13 часот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги мерките за заштита и зачувувајте го вашето здравје и здравјето на другите. Пријатно!